Петооделинците од основното општинско училиште Илинден заедно со своите оделински наставници ги покажаа своите филантропски особини. Символичните 50 динари за оброк на училиште тие ги пренаменија во хуманитарни цели, а ушина си понеле од дома. Солидарниот фонд директно му беше врачен на Стојче Ѓорѓиевски, невработен самохран татко на две машки дечиња на возраст од 2 и 4 години. Ваквите активности треба да послужат како позитивен пример за останатите педагози, родители и ученици. Потребите за помош на ова семејство го слушнавме преку К3 телевизија. Учениците од пето оделение во разговор со нашите наставници одлучивме да помогнеме на ова семејство. Парите наменети за денешната ужина ќе ги донираме за потребите на ова семејство. Хуманоста се учи од мали нозе. При тоа значајна е улогата на наставниците во насочување кон развој на филантропските особини, смета Јовевски, наставник и хуманист. Иницијативата пред се дојде од учениците. Со доаѓањето на училиште, тие кажа дека има потреба да се помогне на семејство кое што е загрозено, материјално да им помогнеме. Ние како наставници со колегите од пето оделение се договоривме дека тоа може да го направиме на ниво на цело оделение и мислам дека сите ученици се одзваа на идејата и поддршката од учениците и од наставниците, со тоа што големо е значењето на наставникот да ги насочува во овие филантропски начини на помош на семејствата, да помага колку можат. Значи, не треба да имаш премногу за да дадеш помош на некого, доволно и поддршка и минималните средства, и тоа како што го направија нашите ученици денеска, оделувајќи ги средствата кои што им беа дадени за појадок. Тие не купија, си понесоа од дома, но парите кои што им беа дадени од семејствата од дома ги наменија за оваа намена. Кон повикот за помош на ова семејство се приклучи и граѓанското здружение Хендикеп Плюс. Во петок и сабота пред седиштето на здруженијето во непосредна близина на градскиот парк ќе биде поставен штанд за собирање на средства, облека и пелени, прехранбени продукти и хигиенски средства. Одговорните со порака до сите хумани луѓе во сабота наместо фотографија на социјалните мрежи од попладневното кафе низ градските локали да споделат символична сума за помош на нивниот сограѓанин. Општинската организација на ВМРО ДПМН е Крива Паланка во периодот од 23 до 25 март од 16 до 20 часот во својот штаб кој се наоѓа спроти поранишниот ресторан Балкан ќе има отворен пункт за добротворниот прилог од сите хумани граѓани. Во хуманитарната акција ќе се вклучи и општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Крива Паланка и неколку компании од бизнис секторот.